Верувам дека нашата општина може да прерасне во модерна, урбана општина. Општина за сите граѓани. Ја испишавме најдобрата програма за нашата општина. Програма која што нуди решенија за секој еден. Програма која што носи раст и развој на нашата општина. Во наредните 4 години во Росоман планираме целосна реконструкција на патната инфраструктура. Ке се реновираат улиците Гоце Делчев, Пере Тошев, Стерио Несторовски, Никола Карев. Морам да напоменам дека за дел од нив веќе се обезбедени средства благодарение на досегашната локална самоуправа. Исто така ке се реконструираат улици и во другите населени места. Ке се реконструира и во Манастирец. Влезот на Манастирец од страна на Кавадарци мора да се прошири за да биде безбеден за сите. Ке се реконструира главната улица и во Трстеник, затоа што тоа го бараат граѓаните. Ке има реконструкции на мостот во село Трстеник, но ќе се реконструираат и во Паликура, во Рибарци и во сите останати населени места. До крајот на мандатот ќе ја довршиме атмосферската канализација. Општина Росоман конечно ќе добие современа атмосферска канализација, но ќе има реконструкција и на фекалната канализација. Она што ми е посебно драго и што го имаме како проект е предвидуваме изградба на индустријска зона на патот Росоман градско, но и на патот Росоман Кавадарци. Тоа значи носење и развивање на локалните бизниси, но и на странски донесување токму тука странски инвестиции. Но она што ми е мене најмногу значајно, со овој проект ќе отвориме нови работни места. Ние не вложуваме во споменици кои сведочат за историјата. Ние вложуваме во луѓе кои ќе ја создадат историјата, кои ќе предадат борби и ќе слават успеси. Тоа се младите луѓе во нашата земја. Стојан е вистински представник на целокупната група млади луѓе, ентузијасти, вољни да помогнат во развојот на нашата земја. Бензинска пумпа ДМД Оил.